Почитувани, повод за овој прес е вчерашната пресконференција на младите од ВМРО ДПМН, како и ветувањата на градоначалникот на Прилеп Маријан Истевски во сферата на спортот. Поточно неговите лаги искажани пред 7,5 години, кога бесрамно и вети на своите сограѓани дека за време на неговиот мандат ќе изгради 7 спортски училишни згради и еден затворен олимписки базен. И се разбира, тогаш ниту еден прилепченец, а особено оние почитувачи и влюбеници на спортот, не останаа рамнодушни, без оглед на нивната политичка определеност, зашто барем во спортот важат правилата на ферплей. Ама господинот градоначалник Истевски не знае што е ферплей, па ги излажа и изманипулира спортистите и сите кои сакаат да спортуваат, но и да следат спортски надпревари. Наместо пари за спорт, градоначалникот реши да ни продава магла. Наместо спортски сали, реши да гради фонтани, паркови, невкусно изградени детски игралишта, кои служат само за ширење, популизам и собирање политички поени кај граѓаните кои живеат на работ на екзистенцијата. Па градоначалниче Истевски, да ги трошише парите за изградба на фабрики, на предпријатија, ќе те разберавме. И сега наместо критика, во духот на ферплејот, ќе те пофалиме на овој прес. Но како? Кога парите за ветењето не ги обезбеди, кога проектите не ги изгради, кога градот шмае без спортски објекти, без можности за анимација, а не вистинско спортување на младите кои сите сакаме да ги отргнеме од пороците на современиот живот. Поважно ли се фонтаните и прашињата изградени со димензии 2 на 2 метра или создавање услови за спортување на единината на Прилеп? Да не забораваме дека сепак изградена само една спортска сала во СОУ Ѓорче Петров во твој мандат, но и таа е со двојно помали димензии од пропишаните, ама треба јавноста да го знае мотивот. Оваа сала, почитувани сограѓани, каква таква градоначалникот ја изгради, зашто со наставникот по спорт и спортски активности е многу близок, а директорот негов другар. Па ти разбираме, градоначалниче, знаеме дека треба да се негуваат роднинските и другарските врски, ама не е ли ти вети дека ќе се грижи за сите граѓани, за сите училишта, дека нема да не делиш по партиски, роднински, другарски и недругарски бои? Ако заборави, еве те подсетиме. Па имаш време, ако не за 7,5 години, 7 спортски објекти и еден олимписки базен, може еве сега, за 5 месеци се ќе изградиш. А што со останатите училишта, Добре Јовановски, Кочо Рацин, Кире Гавриловски, Блаже Конески? Не е ниту започната градбата на новите спортски сали, а ова јасно може да го видите, да го види јавноста на овие фотографии. Еве сакам да ги презентирам фотографиите во сите училишта. Може да погледне јавноста, да ги видат граѓаните. Во основното училиште Блаже Конески, салата. Тука е виртуелниот олимписки базен во старата зоолошка. Спортската сала во Кире Гавриловски. Спортската сала во Кочо Рацин. И спортската сала во Добре Јовановски. Господа од ДПМН, на 13 февруари лани ставивте камен темелник на спортската сала во средното општинско училиште Ристе Ристевски Иричко и ветивте дека ќе биде готова за 5 месеци. Но до денес од вашите ветувања остана само училишната конструкција, а во училиштето има спортска паралелка во така наречената спортска гимназија. Иста е судбината и на ветената сала во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу, пред која се наоѓаме во моментов. Па сега јавноста ќе види дека овде наместо спортска сала има терен заграден со бетонски плочи и обрастен со треви и трње. Дали 800.000 ученици од ова училиште и нивните родители не се жртви на вашата пропаганда и лажење? Па господине градоначалник Маријан Истевски, вашите сали се само ваша фантазија, лага и измислица. Граѓаните на Прилеп на следните избори ќе ви испорачаат сметката за вашите лажни ветувања. Ви благодарам.